Добар ден, јас сум Сонја Стефановска од Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. По техничкото образование, по предметот сообраќајници, изборна настава за 4-та година, градежен техничар, за денес имаме нова наставна содржина, технологија на изведба на тунели и начини на градење на тунелите. Но за почеток да се потсетиме од минатиот час, какви тунели разликуваме и што беше слободен профил на тунел. Врз основа на намената разликуваме следни видови слободни профили: патни, железнички, каналски, тунели за потоци и реки и други. Пешачките тунели спаѓаат во патните тунели, но се само за пешаци, исклучиво само за пешаци, се градат со минимална широчина од 3 метри и повеќе и висина која не треба да изнесува помалку од 2,5 метри. Патните тунели се прават и за патен сообраќај со минимална височина од 4,5 метри, а широчината одговара на широчината на коловозот на патот и плюс 2 пешачки патеки со широчина од 0,75 метри, за да може пешаци да поминуваат. Висината на слободниот профил за дизел локомотивата е различна од висината за електричната локомотива и таа изнесува 5,7 метри, а за електричната локомотива изнесува 6,2 метри. Железничките тунели пак се прават со широчина за 2 колосека и обично изнесува 8 до 8,2 метри. Каналските тунели се сметаат за сообраќајни и хидротехнички објекти. Технологија на изведба на тунелите. Пред да се започне со изведба на тунелите, треба да се направи идеен проект. Откако ќе се одобри тој идеен проект, се прави главен проект. За изработка и за проектирање на овие проекти потребни се веродостојни или вистински податоци земени од лице место каде што подоцна ќе се гради тунелот. Исто така треба да имаме податоци за геологијата на теренот, процентот на влажноста на теренот, хидролошки услови во поглед на правецот на движење на водата, количина и нивото на подземните води, хемискиот состав на водата. Многу е важна геологијата на теренот, за да видиме со какво земјиште располагаме, дали е тоа земјен материјал, дали се тие меки карпи или цврсти карпи. Понатаму процентот на влажноста, за да може да знаеме на кој начин ние да пристапиме кон копањето, дали со горен поткоп или долен поткоп на тунелот. Понатаму во поглед на правецот на движењето на подземната вода и нивото на подземните води, да знаеме да примениме соодветна технологија и исто хемискиот состав на водата, да не има некои хемиски елементи кои што би попречиле при изведбата, така да соодветно да се примени соодветна технологија и методи на изведба на тунелите. Тие се многу важни работи кои што треба пред да се градат тунелите да се испитаат. Правецот и положбата на тунелската оска се одредува откако ќе се проверат сите горе наведени податоци со истражувачки работи по пат на сондирање. Значи, сето ова што горе го наведовме треба да се истражи и постојат соодветни машини, механизација која што ќе изврши сондирање во зависност од длабочината на тунелите, ќе се направат сондажни дупчења на соодветни растојанија и ќе се испитат во лабораторија геологијата на земјиштето, понатаму количината на подземната вода, нивото и слично. Начини на градење на тунел. Порано се користеле класичните методи
каде што секогаш работата се почнувала со поткоп во правецот на осовината на тунелот. Постојат и други класични методи кои зависат од земјата низ која поминува тунелот, зависат од начинот на подградувањето на тунелот и од обележувањето на тунелскиот профил. Такви се англиската метода, австријска метода, белгиска метода и други, а името го добиле зависно во која земја за прв пат се применила таа метода. Значи, англиската метода во Англија, австриската метода во Австрија, белгиската метода во Белгија и така натаму. При современото градење на тунелите се зидаат само влезниот и излезниот дел од тунелот, додека по целата должина на тунелот се врши бетонирање. Кај тунелот, влезниот и излезниот дел се нарекува влезен портал. При изградба на тунел се користат привремени, односно тие се помошни објекти, и тоа се нарекуваат поткоп или штолна. Некаде во литературата може да се јави штолна, но ние ќе го употребуваме поткоп, и шахта или окно. Значи, ние применуваме шахта, додека некаде во литературата ќе се сретне и како поимот окно. Да објасниме што се тие поими. Шахта е објект во вид на цевка, поставена вертикално со отвор само на едниот крај. Денес тунелите се градат на современ начин, и тоа по методи кои што се наречени метод на метален штит, кесонски метод, келнски метод, американски метод и така натаму, други методи. Овие современи методи се применуваат на слаби терени со големи земјени притисоци и големи количества на вода. Некои од нив, значи, се специјално применуваат на такви терени. Тунелски поткоп или тунелски поткоп се подразбира тунел со мал попречен пресек од 5 до 10 метри квадратни. Може да биде како самостоен дел или како фаза во изградбата на тунелот. Значи, тие се служат како насока на тунелот, се нарекуваат и насочен поткоп. Насочниот поткоп може да го изведеме како долен или горен поткоп и во зависност од земјиштето, од геологијата на земјиштето, видот, количината на подземните води, нивото на подземните води, ние имаме различна примена на насочниот поткоп. Значи, некогаш почнуваме со долен поткоп, некогаш почнуваме градбата на тунелите со горен поткоп. При изведбата на тунел со горен поткоп, прво го прошируваме горниот дел од тунелот на двете страни на полн профил, па потоа се слимнуваме долу. При изведбата на долен поткоп се продолжува со работата, така што со помош на пробивање нагоре го изведуваме горниот поткоп. После тоа го прошируваме горниот поткоп на една страна и на друга, односно на двете страни во полн профил. Самите пробивања се со широчина од 1,5 до 2,5 метри и со должина од 1,5 до 5 метри. Значи, не се одеднаш, туку постепено. На следниот цртеж се прикажани горен поткоп, бочен поткоп и долен поткоп за изведба на еден тунел. Со 1 е означен долен поткоп, со 2 горен поткоп, со 5 е означен бочен поткоп. И на следната слика е прикажано изведба на тунел по современ начин на градење. Предностите на изведбата на тунел со помош на долен поткоп се добро одводнување, бидејќи на почеток може да се изведе канал, едноставен транспорт и инсталациите сите што ги инсталираме се дефинитивни, значи не правиме
инсталации привремени, па понатаму уште едни инсталации. Имаме поголема сигурност и служи за насока и висина на тунелот. Но имаме и недостатоци за изведба на тунел со долен поткоп. Тоа се зголемен обем на работата, потежното проветрување и друго. За наредниот час имаме прашања за повторување. Какви податоци треба да имаме пред да се започне со изградба на еден тунел? Наброј некои од класичните методи за изградба на тунел. Каков е начинот на градење на тунелите кога имаме современо градење на тунелите? Што е шахта, а што тунелски поткоп? Наброј ги предностите и недостатоците за изведба на тунел со помош на долен поткоп. И на крај нацртај пример за горен, бочен и долен поткоп на еден тунел. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна, нема да ви биде тешко при одговарање на прашањата и цртање на цртежите. И до следниот пат, довидување и ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ќе имаме прилика наредниот час повторно да се слушнеме.